Мора да дојдам јас. Министерство одиме директора. Демократии се протестите, собирите, демонстрациите. Она што не е вообичаено е главни актери да бидат средношколците. Не случајно постојат меѓународни повелби за заштита на децата од политичка злоупотреба и не случајно и нашиот парламент донесе токму таква декларација. По повод законот за употребата на јазиците на националностите на педагошкиот факултет, на нашите млади сограѓани им беше испоставена една исконструирана лажна дилема. Дали треба или не да се почитува Уставот на Република Македонија, дали треба или не да се негува и чува македонскиот јазик. Велам лажна дилема, затоа што со овој закон ниту се загрозува македонскиот јазик, ниту се прекршува Уставот на Република Македонија. Напротив, со овој закон се овозможува да се оживотвори, реализира со Уставот за гарантираното право за образование на мајчин јазик во основното образование. Имено, неопходна предпоставка за реализацијата на ова право е постоењето на соодветни наставнички кадри. На педагошкиот факултет се образуваат воспитувачи за предучилишно образование и наставници за основното образование до 4-то деление. Сосема разбирливо е да идните наставници албанци, кои ќе воспитуваат и образуваат деца албанци, да можат да се едуцираат на јазикот на кој ќе реализираат наставата. Ова не е ништо ново во Македонија. Напротив, постои повеќе децениска традиција на поранешната педагошка академија, од која
произлезе денешниот педагошки факултет. Бројни генерации денешни наставници знаат дека во времето на нивното студирање, нивните колеги од албанска и турска националност се образувале на својот мајчин јазик. Исто така, токму овој закон е на линија на сочувувањето на единствениот интегрален образовен систем во Република Македонија и токму спротивставувањето на неговата примена води кон дезинтеграција и паралелни образовни системи. Токму заради ваквата лажна и исконструирана дилема, поставена пред средношколската младина, не можеме и не смееме одговорноста за сето она што се случуваше на улиците во изминативе денови, одговорноста за недоличните и националистички извици и пароли да ја припишиме на оваа млада генерација. Вистинските адреси на која треба да се испостави одговорноста се токму штабовите на оние кои од позадина, од сенка, ја исконструираат целата ситуација. Вистинската одговорност мора да ја понесат оние кои безобзирно сето ова го нарекуваат прва фаза од неколку фазното сценарио кој треба да создаде политичка и социјална дестабилизација, а се со цел предизвикување предвремени парламентарни избори. Не е точно и не смее да биде точно дека во политиката се е дозволено. Не смее да биде дозволено празнењето на училишните згради и вадењето на децата на улица, и тоа по едно од најчувствителните прашања, не само за стабилноста, туку и за иднината на Република Македонија, меѓунационалните односи. Тоа не е пат кој води кон превземањето на власта во оваа држава, тоа е пат кон дестабилизација и рушење на оваа држава. Ова е момент кога секој граѓанин на Република Македонија ќе треба да си даде одговор на прашањето: каква политика на планот на меѓунационалните односи ќе се води во оваа држава? Дали ќе обстоиме на политиката што досега ја спроведувавме? Политика на упорно, трпеливо јакнење на меѓуседната доверба и почитување. Без сомнение, тоа е политика која бара многу време, многу труд, многу енергија. Без сомнение, ова не е ни малку едноставен и лесен пат. Напротив, се соочуваме и ќе се соочуваме со многу тешкоти и препреки. Но во исто време тоа е политика која го минимизира ризикот од меѓунационални тензии и конфликти. Се разбира, оваа политика има и своја алтернатива. Тоа е пристапот на закани, омрази, притисоци, исклучивости. Ниту едниот, ниту другиот концепт нам не ни се непознати. Едниот го практикувавме ние тука, во Република Македонија, другиот го практикуваат други на просторите на поранешна Југославија, во Босна, Хрватска, Косово. Оваа влада не е вечна и никој од нас не е венчан за функцијата што ја врши. Но до тогаш, додека оваа влада функционира, ние нема да отстапиме од политиката што и досега ја водевме и за која веруваме дека е најдобра, токму за еднината на овие млади генерации. Владата на Република Македонија ќе ги искористи сите своји уставни овластувања и ингеренции да спречи радикализација на меѓунационалните односи и дестабилизација на државата. На крајот би сакал да им се обратам и на младите студенти и средношколци. Република Македонија има стратешка цел – место во европските интеграции. Ако за нас, постарите, тоа е долгорочна цел и перспектива, во периодот на вашата полна физичка и интелектуална сила, тоа ќе биде ваше секојдневие. Не е никаков предизвик да се биде дел од веќе кој знае колку пати случените балкански константи и сценарии. За тоа не е потребно ниту посебна храброст, ниту посебно умење. Тоа на овие простори е веќе видена работа. Вистински предизвик на вашата генерација е да ја внесете оваа млада држава во европското семејство. За тоа е потребно и храброст, и знаење. Тоа е големиот историски исчекор. Вие сте генерација на сателитски телевизии, на компјутери, на интернет и МБ. Вие тоа можете да го направите. Не чекајте возрастните да ви го отстапат или ослободат просторот за делување или влијание.
освоете го тој простор самите, не со кршење на прозори или излегување на улица, туку со својата младост, знаење и ентузијазм. Не прифаќајте да бидете само иднина на оваа држава. Бидете и дел од низината. И го спроведуваат Дичев и неговите луѓе. Европски земји посебно не продолжија својот протест против законот за употреба на јазиците на националностите на Педагошкиот факултет во Скопје. Организаторите соопштија дека протестот ќе се одвива според стариот редослед пред зградите на Републичкото собрание, Министерството за образование, Педагошкиот факултет и владата на Република Македонија. Инаку, група учесници на протестот, како што јави Македонското радио, се обидела да ги повика учениците од одделни средни училишта да им се придружат, меѓутоа вратите на училиштата останале заклучени. Како одговор на изјавата на идентификувана група членови на Сојузот на студентите по стоматологија на Македонија, објавена во дел од медиумите, раководството на Сојузот на студентите по стоматологија на состанокот одржан вчера го зазеде ставот дека сепак се оградува од така наречените студентско-средношколски демонстрации. Во соопштението инаку лиферувано од просториите на приватната ординација Невромедика и подпишано од председателот на Сојузот на студентите Емил Угриновски, натаму се додава дека оваа ситуација води кон меѓунационална нетрпеливост и пропагира примитивни методи за разрешување на актуелните проблеми. Минувајќи по истата маршрута како и претходните денови, дел од средношколците и студентите од Педагошкиот факултет и денеска протестираа против донесениот закон за Педагошки факултет, но со една разлика денеска. Тие беа во очевидно помал број за разлика од претходните денови. Пред собранието, според полициски извори, бројот на оние што денеска протестираа не минал 500 лица, а според извори на оние што протестираат, тоа е зашто полицијата презела активности за спречување на средношколците да излезат на најавениот протест. Во неофицијалниот полициски одговор, полицијата тврди дека немала никакви слични активности во близина или во средните училишта во Скопје. Од нашата обиколка по средните училишта забележавме само 2 полицајци пред средното медицинско училиште. Во меѓувреме, како по некој сценарио, протестната поворка и денеска ја мина за цртаната маршрута. При протестот отсуствуваа националистичките пароли и извици, а предводниците на протестниот собир, пред собранието и пред владата, вчерашниот настап на премиерот Црвенковски го споредуваа со настап на јавен обвинител. А не мислите ли исто така дека се крши уставот со давање на политички права на малолетници? Видите, со ова што ние го бараме, никакво политичко право не им се дава на малолетниците. Мислам дека погрешно ја толкувате оваа работа. Оставката е исто политички чин. Да, меѓутоа тоа се студентски барања, не се средношколските барања. Инаку и денеска од некои од учесниците во протестот се повторија не толку безопасните вербални закани упатени кон известувачките екипи на информативните куки. Иако студентите од Економскиот факултет во Прилеп протестите на средношколците не ги прифаќаат и не учествуваат на нив, околу 100 ученици денеска продефилираа по улиците на градот. Студентскиот сојуз од Факултетот за угостителство и туризам од Охрид се уште не се состанал и нема став по прашањето за примена на законот за јазиците на Педагошкиот факултет, но сепак средношколците од Охрид денеска повторно излегоа да протестираат. Група ученици мирно протестираа и низ улиците на Тетово, а во Струмица, Куманово, Берово и Кавадарци низ улиците продефилираа помали групи средношколци. На денешните протести не беа истакнувани плакати и пароли. Колешката Рената Евтимова денеска посети неколку средни училишта во Скопје и еве ги изјавите на неколку директори на училиштата. Денес сите ученици се на настава, немаме ни еден клас да излегол од училиште, дури ни еден ученик, можам да ви кажам. Имаше ли претходните денови? Па претходните денови во вторник. Имаше дел од ученици што беа излегле, околу 100 ученици, али после разговорот со учениците, со наставниците, состанок со секој клас поединечно, наставнички совет, состанок со родителите, ситуацијата се санира. Денес наставата се одвиваше сосема нормално, сите ученици беа на настава. За разлика од претходните денови, односно претходната недела, кога една третина од учениците го напуштаа училиштето или после втори или после четврти час, и наставата ја завршувавме со 2/3 од учениците. Во однос на минатата недела,
Денес посета на учениците на наставата е многу послаба и голем дел од учениците не дојдоа на настава. Колкава е таа бројка? Па негде на околу 250 ученика не ни дојдоа на настава. Денеска веќе преку класните раководители им се обративме и дома директно и кажавме дека мора да дојдат на училиште, дека пред се ученици, дека ние сме државно училиште и дека нашето министерство се уште не ја прекинало наставата, може би и не размислува за прекинување на настава, и дека нивното отсуство од училиште ќе се смета како отсуство оправдано или неоправдано, зависно од тоа како родителите ќе реагираат. Токму заради ваквата лажна и исконструирана дилема, поставена пред средношколската младина, не можеме и не смееме одговорноста за сето она што се случуваше на улиците во изминативе денови, одговорноста за недоличните и националистички изици и пароли да ја припишиме на оваа млада генерација. Вистинските адреси на кои треба да се испостави одговорноста, премиерот Бранко Црвенковски во својата вчерашна изјава по вонредната седница на владата ги лоцираше во штабовите на оние кои од позадина и од сенка ја исконструирале целата ситуација, а вистинската одговорност мора да ја понесат оние кои безобзирно сето ова го нарекуваат прва фаза од неколкуфазното сценарио, кој треба да создаде политичка и социјална дестабилизација, а се со цел предизвикување предвремени парламентарни избори. Ова беше прво вакво обраќање на председателот на македонската влада, што ја покажува важноста на настанот. Владата покажа решителност дека ќе ги искористи сите своји овластувања и ингеренции да спречи радикализација на меѓунационалните односи и дестабилизација на државата. Она што денеска помалку зачудува, знаејќи ги досегашните искуства, е молкот на сите политички субјекти, од кои некои беа и прозвани. Денешниот молк значи дека никој не се препозна или секој чека реакција на другиот, или пак мудро се чека разврска на настаните, пошто сите ќе се вклучат постфестум во анализирање на она што ја потресува јавноста. Деска во два наврата средношколците македонци од повеќето средни училишта во Тетово пред пладнето мирно протестираа низ улиците на Тетово, на потегот меѓу гимназијата Кирил Печиновиќ, медицинскиот училишен центар Никола Штеин и економското училиште. Потоа тие се собраа пред влезот на собранието на општина Тетово, каде исто така мирно протестираа и скандираа Тетово е во Македонија, Македонија, Македонија. Овој протест заврши со повик преку мегафон за повторно собирање на средношколците македонци од Тетово утре во 8 часот и 30 минути на плоштадот пред Домот на културата Илјо Антиски смок, откаде ќе се отпатува на мирен протест во Скопје. За телевизија Сител, Даниела Војновска од Радио телевизија КИС Тетово. Околу 1000 студенти и средношколци денеска пред собранието на Република Македонија го продолжија својот протест против законот за употреба на јазиците на националностите на Педагошкиот факултет во Скопје. Организаторите соопштија дека протестот ќе се одвива според стариот редослед пред зградите на Републичкото собрание, Министерството за образование, Педагошкиот факултет и владата на Република Македонија. Инаку група учесници на протестот, како што јави Македонското радио, се обидела да ги повика учениците од одделни средни училишта да им се придружат, меѓутоа вратите на училиштата останале заклучени. Како одговор на изјавата на неидентификувана група членови на Сојузот на студентите по стоматологија на Македонија, објавена во дел од медиумите, раководството на Сојузот на студентите по стоматологија на состанокот одржан вчера го зазеде ставот дека сепак се оградува од така наречените студентско-средношколски демонстрации. Во соопштението, инаку лиферувано од просториите на приватната ординација Невромедика и подпишано од председателот на Сојузот на студентите Емил Угриновски, натаму се додава дека оваа ситуација води кон меѓунационална нетрпеливост и пропагира примитивни методи за разрешување на актуелните проблеми. По денешното повторно излегување на протест на очигледно многу помал број студенти и средношколци, изјави побаравме од членовите на Организациониот одбор на протестите, насочени против законот за Педагошкиот факултет. И некако ќе се обидете да ја смирите топката и да го препуштите решавањето на овие проблеми на надлежните државни институции. Па ние со почетокот на овој мирен протест мислам дека бевме доволно јасни, дека доволно се обраќавме до тие институции пред започнувањето на овие протести и со протест да биде тој предлог закон вратен,
Меѓутоа, пошто не успеавме, компромис би нашле доколку ги исполнат нашите барања, па ние да се вратиме во нашите предавални. Дали во тој случај би престанале со овие протести кои што очигледно ескалираат во многу погрешни насоки? Видите, мислам дека законот е даден на Уставен суд по иницијатива на неколку физички или правни лица, така да и Уставниот суд во најскоро време ни е ветено дека ќе заседава. И мислам дека прашањето и по законот ќе се реши. Законот е меѓутоа даден Уставен суд и по иницијатива на одредени политички партии. Да, тоа е нивно право да дадат некој закон на Уставен суд или да не го дадат. Дека и вовед во разговорот со нашиот гостин пратеникот во Македонското собрание Хисен Рамадани. Да ги видиме минутите за она што се случуваше на скопските улици минатата седмица. Без сомневање, во мнозинството политички настани минатата седмица централно место заземаат студентско-средношколските протести кои се одржуваа во Скопје, а кон крајот на неделата и во неколку други градови низ Македонија. Студентите протестираа и минатиот месец, поддржани од ректоратот и сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, како и од деканот на Педагошкиот факултет. А нивните протести и тогаш и сега се состоеја во спротивставување на законот за Педагошкиот факултет, со кој се воведуваше наставата на албанскиот јазик на истиот и со кој според мнение на студентите и оние што ги поддржуваа, кршење на уставот со кој на малцинствата им се гарантира наставата на малцински во случајов албански јазик, во основното и средното, но не и во високото образование. Во меѓувреме собранието го донесе законот, одлуката се темелеше на гласовите на СДСМ, а албанските партии не го поддржаа законот кој токму албанскиот јазик го воведува на Педагошкиот факултет. Своевремено, кога почнаа манифестациите во изминатиот месец, ние дадовме свое видување за оправданоста на студентските протести и нивната содржина, па сега ни би се навраќале дали е или не е повреден уставот, бидејќи онака ќе се води спор пред Уставниот суд. Овој пат ќе ја проследиме хронологијата на настаните во изминатата седмица. Незадоволни од исходот на настаните, студентите од Педагошкиот факултет, помогнати од студенти и од некои други факултети, но најмасовно помогнати од скопските средношколци, организираа масовни протести низ градот со собирање пред Републичкото собрание, на патот до Педагошкиот факултет и крајно собирање пред зградата на македонската влада. За некои сосема неочекувано, уште на првите протестни собирања се собраа неколку илјади млади луѓе, дел студенти, а поголем дел средношколци. Студентите ги истакнаа своите принципиелни барања: да се повлече оспорениот закон за Педагошкиот факултет, да се ажурира донесувањето на законот за високото образование, да се укине обврзувачката квота на која 10% од новозапишаните студенти треба да бидат од националностите и побараа оставка од ресорната министерска за образование Софија Тодорова. Кон овие барања подоцна се приклучи и уште едно – оставка на студентската влада при Универзитетот Свети Кирил и Методи, за која се сметаше дека не ги брани интересите на студентите, но многумина протолкуваа дека ова барање излегува од поставените принципи и се темели на незадоволството што еден од лидерите на протестот не успеал да биде избран за председател на студентската организација. И како што за многумина беше неочекувана масовноста на тие протести, во иста мерка беше неочекувана и реакцијата од низа медиуми блиски на владата. Именно уште во првиот ден Нова Македонија, помогната од А1 телевизија, изврши селектирање на паролите и извикување сосема непотребно, афирмирајќи ги ретките појави кога некој со парола или извици од навистина мала група погребно се изјаснуваше за албанското малцинство во Македонија. Но некој сакаше таа ретка појава да стане основен белег на протестите без да размислува за крајните штети, како по цела една млада генерација, така и по презентацијата на нашата држава во јавноста и пред светот. Организаторот неброено пати се оградуваше од ваквите настапи и најпосле таквите поединечни настапи сосема исчезна, третиот или четвртиот ден од протестите. Најпосле вчерашното соопштение на премиерот може да се протолкува како добра волја на владата во однос на студентските и средношколски протести, каде што тој не бараше вина во настапите на младите протестанти.
Неговите закани за примена на сите законски средства ги разбираме како изјави адресирани до некои политички противници, но тоа е сосема друга тема и по инакви релации. Ригидноста кон собраните млади луѓе, која ја применија наведените медиуми со цел собирањето да се квалификува и за памети како фашистоидно и шовинистичко, секако произведе максимален контраефект. Исто и како истапувањето на веќе заборавениот младински совет кој е наследник на некогашната комунистичка младина, кој воден од своите буџетски планови се нафрли врз младите студенти и средношколци со сета сила. Што произведе сиот тој притисок? Прво, собирањата стана уште помасовни и поенергични, бидејќи масата млади луѓе почна себе си да се чувствува несфатена и навредена. А второ, за прв пат на овој простор во Македонија, една релативно мирна акција и еден голем број млади луѓе генерално се окарактеризирани како фашисти и шовинисти, иако никој сериозен не може да најде причини за таквата генерална оценка ни во случајов, ни во македонската историја. И наместо да се направи флека врз младите што протестира, се создаде еден јавен срам, една нескриена флека врз некои јавни гласила, медиуми, која тешко дека ќе биде брзо избришена. А за тоа национално посрамување и навлекување тешки квалификации врз младите, некој ќе мора и да одговара. Од друга страна на оние што протестира се наоѓаше полицијата. Во понеделникот, првиот ден, полициската служба за аналитика при МВР издаде едно соопштение кое во себе содржеше низа политички квалификации и имплицитно доза на закана што не наговестуваше добар тек на настаните. Но некој свати дека таквото истапување, сосема во дослов со ригидноста на некои медиуми, нема да донесе среќа никому, па затоа ставот и односот на полицијата кон младите што протестираа сосема се промени во наредните денови. Во досегашните 7 дена полицијата се држеше максимално коректно и ненаметливо. На улиците во униформа ги имаше релативно малку, без видливи комбиња, специјални единици и слично, што би можело да биде употребено за заплашување на младите. Напротив, се истапи коректно и со минимален број полициски лица како обезбедување на демонстрантите. Ваквиот смирен настап секако позитивно влијаеше на мирните протестирања. Доколку и полицијата постапеше хистерично, како што постапија некои медиуми, хронологијата на настаните несомнено ќе изгледаше сосема поинаку. Имавме потреба да бидеме најблиски и најупатени во сите случувања. Контактиравме со сите учесници на настаните и нашиот упатен впечаток е дека мирните протести останаа такви, исклучиво благодарејќи на позитивно расположениот дел од младите протестанти и сличното расположение кај дежурните присутни полицајци. И што сега? Видовме масовни протести на студентите и средношколци по скопските улици со веќе опишани барања. Реално гледано, младите имаат право да се интересираат за своето сегашно или идно студирање и тука тешко би се нашла издржана замерка. Особено откако досегашниот тек на протестите може да се оцени како мирен. Секако неколкуте скршени прозорци на државните згради не можат да го променат впечатокот за вкупната позитивна енергија на случувањата. Но да одиме барање по барање. Законот кој е оспорен ќе се најде пред Уставниот суд на проценка и тоа ќе биде крајна дестинација и определба на неговата понатамошна судбина. Треба да се сочека одлуката на Уставниот суд, па дури потоа да се коментира. Секако никој не се надева дека овие протести можат да потрајат до денот на одлуката на Уставниот суд. Понатаму, никој разумен не очекува дека собранието ќе изгласа контраодлука, односно дека ќе го повлече законот од употреба. Второ, во врска со квотата треба да се знае дека е тоа долга постапка која може би и најмалку зависи од добрата волја на нашето собрание, а многу повеќе од европскиот фактор и вкупните политички и меѓунационални односи во земјата. Кога сме кај бараната оставка на актуелната министерка за образование, може би е тоа најлесен начин владата да најде компромис со навистина и очигледно нараснатите незадоволства од системот на образованието кај нас, кој во случајов предизвикува и масовни јавни протести. Најавено е дека протестите ќе продолжат, но ред е да го кажеме нашиот впечаток и по тоа прашање. Изминатите денови, без оглед на некои инструирани и хистерични настапи на некои јавни гласила, односно медиуми, генерално гледано секако се позитивен културолошки и социјален настан, доколку се сложиме дека ретките пароли и извици на штета на македонските албанци не се битен дел од манифестациите. Последниот ден од протестите се почувствува замор кај организаторите, иако масата која протестира стануваше се поголема. Се почувствува и дека организацијата полека им бега од контрола и дека се почесто се гледаат непознати групи и поединци кои се обидуваат да го насочат движењето на енергијата и кон некои други, ним потребни правци.
Не се однесува ова на политичките партии, барем не поважниот дел од впечатокот, туку се однесува на поединци и групи кои навлегуваа во организацијата и масата од себе познати причини или пак за спроведување лични амбиции и хирови. Таа неотпорност кон таквите амбиции на некои надворешни фактори и интереси секако може да биде опасност за крајниот лик и цели на протестите и организаторите. Без друго ќе мораат да соберат максимум сила, енергија и храброст и да одлучат на скорешен прекин на протестите, додека истите не им избегале од контрола и не се претвориле во собствена спротивност. Што би се рекло, во саботата имавме едно прекрасно финале на целонеделни мирни протести на младите студенти и средношколци и можеби ќе беше умно тој саботен хепенинг да биде завршница на протестите, со што во нашите глави ќе останеше впечатокот на масовност, позитивна енергија и добронамерност на севкупните настани. Но доколку протестите на младите се претворат во инструмент за некои други цели, далеко од образованието кое е и нивен интерес, работите можат да изгледаат сосема поинаку, а сегашните организатори ни оддалеку нема да бидат горди на своите активности. Затоа, како и кај сите масовни собирања, една е маката да се отпочнат, а сосема друга и поголема мака е како да се завршат. Да веруваме дека организаторите кои покажаа голема енергија и умење досега ќе знаат да го изиграат и финалето. Па ја молам режијата дали можеме да одиме со она што во саботата се случуваше во Скопје, значи еден материјал снима на лице место, бевме таму од некаде 18 часот до 23. Беа видливи оние проблеми со немање струја, која беше ветрна во 15 часот дека ќе биде приклучена. Електростопанство или надлежните служби нејзини ја приклучија некаде околу 22 часот. По 22 часот се отвори тој рок хепенинг или рок концерт. Гледате кадри од пред почетокот на целата манифестација и траеше некаде до 23. Ние накоше ќе ја следиме хронологијата на сето она што се случува. Значи ова е некаде околу 18 до 19 часот време пред да почне тој политички концерт, ајде да го крстиме слободно. Ова е време кога се уште не е дојдена струјата, односно се уште нема, тоа е некаде по 19 часот, по слободна проценка 19:30 и на площадот има некаде околу 1500 до 2000 луѓе вкупно, кои очекуваат почеток на тој хепенинг. Ова е снимка непосредно пред самиот почеток, кога се очекува луѓето од електродистрибуција да го приклучат озвучувањето и осветлувањето. Ова се каблите кои одат до местото кое беше обезбедено како место за приклучување, а кое немаше струја. Ова е начинот, снајди се, кога е побарана струја од соседниот локалитет на Метропол и еден кабел кој деломно ги исполнува барањата. Но во меѓувреме доаѓа електростопанство, приклучува струја и концертот, односно митингот, полека се подготвува. А времето инаку беше студено. Ова е поздравниот говор на предводниците на студентските демонстрации, односно протести, Миријана Китановска и Филип Петровски. Кои повикуваат сиот настав да биде мирен и достоинство. Морам да се благодарам најпрво на сите оние
кои што првиот момент се заедно со мене, а тоа се студентите на педагошкиот факултет. Потоа ќе видите уште неколку кадри. Ова е групата за која ние проценивме дека е околу 10.000, инаку според нашите видувања до крајот на целиот тој митинг останаа само нашите сниматели и снимателите на македонската полиција, со кој се консултиравме и околу бројката на можните присутни, и ова е некаде кон крајот највпечатлива сцена за нас. Значи една добра журка пред се. Тоа е се што е од материјалот подготвено. Ските улици, но овој пат со директна поддршка на средношколците од Тетово. По речиси 8-часовно пешачење, група од повеќе стотици средношколци од Тетово околу 16 часот пристигнаа пред Републичкото собрание да изразат својата поддршка на барањата на скопските студенти и средношколци. Според изјавите на родителите кои ги придружуваа младите тетовчани, наидено е на многу коректен однос од страна на силите на МВР, како во Тетово, така и во Скопје, но разочарувачко било одбивањето на јавното претпријатие за сообраќај од Тетово, кој иако дало ветување, во последен момент го откажало организираниот превоз од Тетово до Скопје. Според информациите кои ги добивме од организаторите на протестот, попладнево тргнала и група средношколци од Гостивар, поради што, ако е потребно, денешниот протест ќе продолжи до доцна вечерва. По повод јавното обраќање на Бранко Црвенковски од позицијата на премиер во врска со студентско-ученичките протести, ВМРО ДПМНЕ со жалење констатира дека времето на владење со комунистички методи и манири, времето на поистоветување на власт, односно партијата на власт со државата, се уште не е минато. Оченичкиот напор, мирната достоинствена манифестација на незадоволство на младината на Македонија со помош на прорежимските гласила да се пренасочи во погрешна насока и со вметнување на протестните поворки на поединци и групи за провокаторско однесување, да се прикаже како дестабилизација на државата и разгорување на страстите во меѓунационалните односи, е само уште еден доказ за разрешувањето на узурпираните позиции на власт. ВМРО ДПМНЕ ги осудува отворените закони на господин Бранко Црвенковски упатени кон организатори на овие мирни протести и разноразните штабови, сценарија и фази кои постојат само во неговата глава и според стариот добар и исправан метод на комунистичкото владење постојано измислување државни непријатели. Ако господинот Црвенковски продолжи и натаму на младите да им порачува дека ним им припаѓа иднината, должен е на граѓаните на Република Македонија да им објасни каква им е сегашноста која најдрско монополско право полагаат Сојузот на борците и немусите припрзоци и сателити на СДСМ. ВМРО ДПМНЕ уште еднаш најодговорно изјавува дека нема учество во организацијата на студентско-средношколските протести, но во исто време изјавува дека им дава целосна морална поддршка и будно ќе го следи односот на државата и нејзините органи кон младите, кои мирно и достоинствено протестираат против политиката на етапно и решавање на сите прашања и против кршењето на уставот. Обидите да се сврти вниманието на јавноста кон погрешни изводи овие состојби се веќе видена и од јавноста прочитана, бидејќи секому му е јасно дека главниот генератор на сите неповолни состојби и дејствија е токму партијата на Бранко Црвенковски СДСМ. Се вели во соопштението на ВМРО. Пред Собранието на Република Македонија, известува Зоран Стевановски. Денешните протести започнаа со значително помал број присутни. За Мирјана Кетановска, председателот на студентската организација при педагошкиот факултет, малиот број присутни е небитен, бидејќи, цитирам, нашата сила не е во бројноста, туку во праведноста на барањата. Вината за малиот број присутни организаторите ја префрлија врз училишните директори и полицијата, кои, тврдат протестантите, ги заклучили училишните порти. Во Министерството за образование пак велат дека наставата нормално се одвивала во сите средни училишта и дека немало напуштање на наставата. Единствено во втората смена наставата е напуштале 4 паралелки од електротехничкиот училишен центар. Доцна попладнево, пред македонскиот парламент пеш од Тетово пристигна и поголема група средношколци од овој град.
македонски град. А вие сте пример за патриоти, пример за македонци. На патриотизам се повика еден од говорниците кои зборуваа преку денеска инсталираното озвучување пред македонскиот парламент. Обраќање имаше и писателот Радован Павловски кој им изрази поддршка на протестантите. Организаторите попладнево најавија дека ќе побараат прием кај странските амбасади во Скопје. Меѓународната комуникација на протестантите се одвива и преку интернет. Од CNN се бара да не им верува на, цитирам, нашите комунистички извори и да извести за настаните во Скопје барем на 7 секунди. Со звуци на патриотски песни и музика од македонски рок групи, протестот продолжи доцна попладнево. Попладнево, делегација на Унијата на средношколците и на Младинскиот совет имаше неколкучасовен разговор со председателот на државата Киро Глигоров. Според соопштението од кабинетот на председателот, разговорот поминал во исклучително отворена и конструктивна атмосфера. Делегацијата го запознала председателот со нивните гледања на сегашната општествена позиција на младите во Македонија и со нивните ставови за актуелните протести во врска со законот за педагошкиот факултет. Тие ја искажале нивната загриженост од нерешените економско-социјални проблеми со младите, организирањето на слободното време и проблемите сврзани со високото образование и посебно квотите за упис, како и својата определеност за развој на добри меѓунационални односи во Република Македонија. Председателот Глигоров се заблагодарил за исцрпните информации, искажаните гледања и подвлекол дека проблемите со кои се соочуваат младите луѓе, особено во сферата на образованието и организирањето на слободното време, бараат многу посериозен пристап во државата, како и дека е неопходно да се развива влијанието на младите во општеството врз нивните организации и асоциации, особено за прашањата што непосредно ги засегаат. Глигоров подвлекол дека сите тие прашања треба да се решаваат со демократски средства, се вели во соопштението на кабинетот на председателот на Македонија. За разговорите тет-а-тет, Глигоров, делегација на Унијата на средношколците и на Младинскиот совет, изјава од председателот на Унијата. На оваа средба разговаравме за нашите барања, квотата за укинување на квотата за националност 10%, што побрзо донесување на законот за високото образование и наше консултирање околу донесувањето на изготвувањето на законот и околу законот за употреба на езици. Јас мислам дека односно ќе биде издадено соопштение од страна на кабинетот на председател, така да ќе бидат информирани целата македонска јавност за тоа што е заклучено од оваа средба. Начално може да се каже дека се задоволни од разбирањето на председател. Денеска од Тетово околу 300 средношколци од вкупно 1000 кои се собраа пред Домот на културата тргнаа пеш кон Скопје со мирен протест да им се придружат на скопските протестанти. Од Тетово Небојша Карапеовски. Дел од средношколците успеа со редовната автобуска линија да заминат за Скопје, дел од нив остана на железничката станица очекувајќи во Скопје да стигнат со македонската железница, а околу 300 средношколци решија до Скопје да стигнат пеш. Иако некои родители се обидуваа да ги спречат средношколците да појдат на ова патешествие, тие сепак тргнаа на пат за Скопје. Првите неколку километри се беше во најдобар ред, меѓутоа веќе на 8-миот километар од Тетово во тетовското село Желино беше евидентен уморот на лицата на учесниците во протестот, кои решија сепак да продолжат до Скопје. Безизлезна ситуација беше во Групчин, село на половина од патот Тетово-Скопје, каде што голем број од средношколците ниту можеа да продолжат за Скопје, ниту да се вратат од Тетово, очигледно исцрпени од умор. Бидејќи организиран превоз од Тетово до Скопје на оваа дестинација не можеше да се обезбеди, средношколците со приватни автомобили на многу тетовчани беа префрлени до Скопје. Интересно е да се каже дека учесниците на овој мирен протест исклучително добро соработуваа со полицијата, која се грижеше за нивна безбедност и дека од повеќе приватни тетовски претпријатија на одредени делници од патот им беа обезбедени сокови и прехранбени продукти. За А1 телевизија од Тетово, Небојша Карапеовски. По повод обраќањето на премиерот Бранко Црвенковски околу студентско-средношколските протести, реакција на ВМРО ДПМНЕ. По соопштението на оваа партија, меѓу другото се вели: Оченичкиот напор, мирната и достоинствена манифестација на незадоволство на младината на Македонија со прорежимските гласила да се пренасочи во погрешна насока и со уфрлање во протестните поворки на поединци и групи за провокаторско однесување, да се прикаже како дестабилизација на државата и разгорување на страстите во меѓунационалните односи, е само уште еден доказ за разнишување на узурпираните позиции на власта.
Во соопштението се вели дека ВМРО ДПМН ги осудува отворените закани на господинот Бранко Црвенковски, упатени кон организаторите на мирните протести и разноразните штабови, сценарија и фази кои постојат само во неговата глава и според стариот добар и испробан метод на комунистичко владење, постојното измислување на државни непријатели. ВМРО ДПМН уште еднаш најодговорно изјавува дека не учествува во организацијата на студентско-средношколските протести, но во исто време изјавува дека им дава целосна поддршка и будно ќе го следи односот на државата и нејзините органи кон младите кои мирно и достоинствено протестираат против политиката на етапно и парцијално решавање на сите прашања и против кршењето на уставот, се вели меѓу другото во соопштението на ВМРО ДПМН. Поддршка на протестите и од МАК конзервативна. МАК конзервативна партија во целост ги прифаќа мирните протести на студентите и средношколците за заштита на Уставот на Република Македонија, како протест против безперспективноста на метнатата иднина за оцелувањето во Нов Зеланд и Австралија и катастрофалната состојба во државата, стои во соопштението на оваа партија. Поради тоа, се вели во соопштението, МАК конзервативна ги повикува студентите и средношколците на целосен бојкот на наставата, а нивните родители да им се приклучат на протестот. Македонската полиција да ја укине опсадата на средните училишта, Македонската православна црква да им даде целосна и безрезервна поддршка на барањата на младите, а МАК конзервативна апелира и за приклучување на протестот на членовите на сите опозициони партии. На протестот беше прочитана понудата од МАК конзервативна за давање отворена поддршка во текот на утрешниот протест, а беше организирано и собирање потписи на петицијата со барањата. Околу 16:30 пред собранието пристигнаа и учениците од Тетово. Средношколците од Тетово и Скопје, како и студентите македонци од Педагошкиот факултет, се споија кај Министерството за образование, а потоа минувајќи покрај него и денеска се собраа пред собранието на Република Македонија. Како и минатите денови, стилот на обраќањето беше сличен, а пред на собраните средношколци и студентите беа прочитани повеќе поддршки од различни институции и здруженија на граѓани. На средношколците им се обрати и Радован Павловски, писател и поет, кој апелираше да не се впуштаат во национализми, туку дека треба со чувањето на јазикот да се брани македонската државност. Куса пресконференција денеска имаа студентите од Педагошкиот факултет кои ги повторија бидејќи веќе имаа добиено поддршка од тетовските средношколци, Китановска беше прашана и дали се во состојба да го сочуваат јавниот ред и мир. Ќе се обидеме да ја зголемиме организацијата, мислам, да ја подобриме организацијата за се да биде во ред. Инаку средношколците од Тетово, неколку стотици, денеска тргнале околу 8 часот, а во Скопје минувајќи 40 на километри, пристигнаа во 15 часот и 30 минути. Попладнево тие си заминаа од Скопје организирано со автобуси, а во чија организација не добивме одговор од представниците од Педагошкиот факултет. И денеска продолжија протестите на средношколците во неколку градови во земјава. Протест имаше во Охрид и тоа на средношколци од Струга, кои ја попречуваа наставата на учениците во средните училишта во Охрид, повикувајќи ги да протестираат заедно. Околу 600 ученици од Техничко-технолошкиот училишен центар и Земјоделското училиште излегоа на протестен марш низ улиците на Струмица. Се протестираше и во Свети Николе, а средношколците од Тетово во попладневните часови пеш пристигнаа во Скопје. Денеска и во Гостивар околу 500 средношколци од Средното економско училиште и од Електромашинскиот училишен центар протестираа низ улиците на градот во знак на поддршка на барањата на студентите на Педагошкиот факултет и средношколците од Скопје. Протестот се одвиваше мирно и без пароли. Кога протестантите дојдоа пред Општинскиот совет, скандираа Македонија, Македонија, наспротивната страна се собраа поголема група на албанци кои извикуваа Шкип, Шкип. На момент атмосферата стана наелектризирана, но благодарение на присуството на полицијата и на интервенцијата на градоначалникот Руфи Османи, немаше физички контакт меѓу двете насобрани групи, кои набрзо се растурија без инциденти. Следува извештајот од нашата анкета за тоа како се одвиваше денеска наставата во средните училишта во Скопје. Посетивме неколку средни училишта во Скопје. Беа ли денеска учениците во своите училишни клупи?
Во гимназиите Јосип Броз Тито, Зеклюш Марку, Никола Карев, Раде Овчевски Корчагин, Гуц Здравко Цветковски, Уметничкото средно училиште Асуц и Емуц, што ги посетивме денеска, според изјавите од директорите на овие училишта, наставата во двете смени се одвиваше нормално без отсуство на ниту еден ученик. Во училиштето наставата се одвиваше нормално, учениците од сите класови по пладневната смена редовно доаѓа во училиште. Единствено во електротехничкиот училишен центар Михајло Пупин неколку училници беа празни. Отсутни беа 4 паралелки од 4-та година. Учениците од 1-та, 2-та и 3-та година комплетно ја посетуваат наставата во текот на денешниот ден, додека најголем дел од учениците од 4-та година не дојдоа на настава, најверојатно организирано. Од тие причини ние итно се договоривме со класните раководители во текот на денешниот ден да свикаме родителска средба. Денес дури очекувавме да биде се комплетно, иако разговаравме многу пати со учениците, разговарано и со родителите. Учениците од 4-та година од ова училиште не сте денеска на настава. Вие сте тука само една мала група. Каде се останатите? Па останатите се најверојатно или на площад или пред ЦК таму негде. Обично тука се собираме пред школа, па после идеме таму. Не им текнува на некои дека е крај на време више се престане дека. Овие информации